се најдувам во еден многу пријатен амбиент, окружена со многу древни предмети, представени пред се сонцето, како што и се вика телевизијата Сонце. Ние одбележивме оваа година 20 години од независноста на Македонија, од таа слобода, али овој пат треба да се почне и да се одбележуваат сите успеси кои што се постигнати не само оваа година, во текот на сите овие години, и тоа да се види дека е резултат на тоа што македонците со милениуми претходно го имаат направено. Значењето на самата оваа телевизија е во тоа што ги избира темите, ги избира луѓето, ги избира позитивните моменти, го избира сето тоа да му го представи не само на македонците, туку и на другите народи, особено кога се уште имаме проблеми и со името, и со јазикот. И моје мислење е дека се бориме придавката да бидела во извештајот спомната. Нас ни треба именката, ни треба Македонија, а со неја ќе ни се врати се. Дека имаме ние можности, имаме право, имаме факти, за тоа е целата таја долга историја на постоење на Македонското царство, на македонските науки, на македонската уметност и сите тие научни истражувања што голем број луѓе во Македонија ги имаат направено. За самото сонце, за самото име, за самата историја. Ние знаеме дека во Македонија голем број на луѓе се занимаваат со писмото, се занимаваат со сите тие старини. Јас напишав за последните 10 години 26 книги со разновrsна содржина. Последната од книгите е поемата Царот Александар Македонски, и тоа ја напишав, ја објави во летото за деновите на Александар Македонски во Охрид, али сега ја зголемивме со тоа што авторката Валентина Стефановска сакаше да има книгата со споменикот Александар Македонски, што го краси плоштадот. Многу е важно, многу е значајно дека во оваа година во Македонија голем наплив на историските личности, на Филип, на Александар, споменици, уредување, музеи и ако се погледне во еден цел континуитет сите македонски значајни личности во период од 2-3 и повеќе илјади години, тие се надоја на увид тука на целата таја македонска публика и светската јавност. Интересно е и тоа што вакви споменици по значај, по изглед, по формирање ја представуваат Македонија како земја, музеј. Музеј под отворено небо. И ако се тргне по улицата Македонија и се направа повеќе спирални кругови на плоштадот Македонија, ние ќе видиме од Александар натамо до преродбениците, до современите личности, многу такви факти. Прашањето е како е одржан тој континуитет кога се знае дека стално Македонија е ограбувана, стално Македонија е под некој притисок, стално е негирана и пак живе и здрава. Во сите списи пишува од карпите, пишува на мермерите, пишува во пергаментите, во книгите, во златните, во сребрените, во бакарните книги. Македонија како име до ден денеска не е променето, што е редок случај за било која држава во светот. Сите држави треба да се огледат на тоа дека постојат вредности кои што Македонија ја одржуваат како таква.
ја одржуваат како древна, ја одржуваат како земја водителка, како земја за пример на сите останали, не само соседски, ами и подалечни земји. Македонската историја дава можности да се прават истражување на било кое поле. Дали е тоа за писмото, за уметноста, за театрите, за науките, за Аристотела, за царската династија и сметам дека целиот тој голем труд направен од македонците во издадените книги треба да биде проследен со листата на царската династија, каде што од Каран до Александар, до Персеј, до македонските цареви, до крајот на природните милениуми, тие листи ни покажуваат наследност, ни покажуваат повторување на имината, како Пердика први, втори, трети, како Аминта први, втори, трети, како Александар први, трети, Александар пети, како што се сите царски имена во еден долг период и потоа откако почнале негирањата и поробувањата од римјаните, од турците, од други држави, тој континуитет се одржува преку христијанството, преку царевите, како што е Константин први, христијанството и Библијата, покрстувањето го има направено и со тоа македонската култура е наметнува на европската култура. Потоа Јустинијан, кој што го направи правото, тоа право кое што до ден денеска ете 1500 години сите буржоаски земји го применуваат, а не кажуваат дека тоа ја одразува македонската стварност. Кога сме тука за законитоста, зашто е значајно Јустинијановото законодавство? Ако треба да се направи закон, ако треба да се направи некој член, некој параграф, некоја алинеја, се тоа произлегува од материјалната стварност, тоа се вклопува. И кога ќе се измени стварноста, тоа ќе се собери материјал, тој да биде вклопен понатаму. И тоа останува во наследство. Таквото наследство на правото, правните закони, правната наука од Јустинијана, али далеку порано Јустинијан не го измислил правото, тој го наследил од првите, можеби уште од митолошките кралеви, али сите, било кој во Македонското царство од наследниците ги превземал тие закони. Македонските закони се разликуваат по својата суштина, по својата содржина и тие не изборуваат за тоа како се регулирани меѓусебните односи, како се регулирани прашањата на собственоста, прашањата на обичајното право, на културните настани, прославите и се останало. На ваков начин во Македонија се има појавено, јас некои од нив ќе ги именувам, првите оние истражувачи, како што беше голем број на научници, архитекти, на лингвисти, на новинари, и тука спаѓаат да го земиме Белчев, да земиме Васил Илјов, Вангел Божиновски, да го земиме некои од нив доста починати, како што е Спасе Шуплиновски, Лидија Славеска, Симе Пендовски, како што е Костурски. Тие се оние идејни двигатели на тоа што денеска е остварено, тоа што го гледаме по плоштадите, со спомениците на Александар во Прилеп, во Штрип,
во Скопје и веројатно тие ќе се множат скоро во секој град, покрај секој театар, покрај секоја старина, што ни изборува за древноста на Македонија, како што се спомениците на Филип II, тоа е еден велелепен споменик во Битола, Хераклеја, тоа е градот на Хераклидите, што Филип го има изградено, па Филип во некои од општините во Газибаба и на други места тие се уште ќе одат и понатамо. Сите тие споменици се одраз на тенденцијата, на идејата што пред 20 на години настојуваа македонците не само во Македонија, туку и тие што се во диаспората, а и таму има доста научници кои што ја поддржуваат македонската историја, македонските истражувања, македонската афирмација. И покрај сето тоа, тие, можам да ги наречам слободно, идејни творачи на остварувањето на музеите што сега ги гледаме по течењето на реката Вардар, каде што ги собираат фактите, тие факти постоеле, се занемарувале, се одбегнувале. Истражувањата на сите македонци, ја спомнав мал број тие први пред 15-20 години, кои што не почнале баш пред 20 години, туку почнале од нивното школување, од нивното осознавање, од нивната борба за Македонија. Затоа ние ги имаме покрај тие историски споменици, ги имаме преродбениците, ги имаме сите тие заедно генерации и генерации. Сакам да напоменам дека некои традиции се неизбежни и тие се повторуваат. Еве, например, Александар, али претходно во Илијада и во Одисеја, тоа е опишано кај Ахил дека постојат царски другари, а тоа се принцевите на околните кнежества кои што представуваат генерација, тие на исти начин се школуваат, стекнуваат врлини, стекнуваат искуства, тие во своето образование се учат ораторство, како да се обратат кон народот, како да одржат говори, како да ги повикаат во борба, како да ги убедат не само фалангата, војниците, туку и целиот народ во тоа што го работат дека е точно, дека е такво, дека одговарат на интересите на македонците. На ваков начин тоа другарство ќе го видиме стално кај секој од македонските цареви. И Филип имал генерали, како што е Парменион, како што е Антипатар, како сите тие генерали што му служеле на Филип, му служеле и на Александар, и сите Александрови му служеле на останалите династии, на Птоломеите, им служеле на Антигоните, им служеле на македонците воопшто, за да ја одржат традицијата. Да го земиме Исус Христос, како и Александар, имал 12 апостоли околу себе што го ширеле христијанството и од ред можеме да видиме кај сите тие великосвештеници во архиепископите низ Македонија, како го поддржувале владиката, а тоа е власта на црквата, кога не можела световната власт да биде афирмирана под ударите на разни робства. Потоа ќе ги видиме придружниците, архитектите, војсководачите, командантите околу Јустинијан, па околу Самуил, па ќе ги видиме учениците на Кирил и Методи, ќе го видиме Климент, Наум, Ангелари и останалите кои што отишле со писмо во рака, со Библија и Евангелија да ја покрстуваат Европа и да ја описменат Европа. Тоа не отишол еден човек, ами традицијата на соработка генерацијата да продолжи.
и таа генерација ја поведува борбата на сите восстанија низ Македонија против турците, против сите поробувачи и некаде во втората половина на 19 век ние ја гледаме македонската интелигенција, тоа се македонци кои што се школувале во Русија, во Киев, во Москва, во Петерсбург, кои што се школувале во Швајцарија, во Париз, насекаде. Кога тие оделе низ Европа, зашто не можеле да стекнат образование под турското робство, тие оделе како еснав, тие оделе како генерација. Има нешто заедничко помеѓу Гоце Делчев, Јане Сандески, Питу Гулев, Пере Тошев, Мисирков покрај, Ѓорче Петров покрај, не можам сите и да ги набројам. Тоа се луѓе кои што имале учителки, значи традицијата на писменоста постоела во Македонија и на разни начини се пробивал македонскиот јазик преку црковниот јазик, преку Евангелијата, преку тие училишта што постоеле по манастирите, препишувачките школи од Климента наваму, што ги ширеле учениците и преродбениците, учебникарите, револуционерите кои што ја создале ВМРО или ВМРО од почетокот, во сите тие етнички делови на Македонија, од каде што потекнуваат македонските револуционери, тие се слична генерација што била подготвена да се бори и да ја брани Македонија и со перо и со меч, на разни начини и со жртва, како што тоа го правеле другарите на Александар. Така, тоа што е заедничко кај спомнатите револуционери, тие се сите млади интелектуалци, сите завршиле прво школа во Македонија, во Битола, во Штип, во Солун, во Серес и потоа во истите тие школи тие станале учители и како учители покасно направиле мобилизирање на генерациите што ги школувале и нивните семејства, нивните родители, за да можат да ги опремат четите, да ја опремат како што ја опремува на фалангата, така да биде опремена и револуционерната чета што го подигнува тоа славно, единствено во светот такво Илинденско востание со воспоставување на Илинденската епопеја и Крушевската република. Ние имаме многу спомени, имаме многу факти од тие генерации и ако погледнеме, ќе видиме заедничкото е дека тие се облечени по посредна европска мода. Тие сите имаат синџири на саат, на елекот од облеката, тие сите изгледаат убаво, воспитано, тие сите се дипломати. Зашто? За да се школуваат, да добијат средства, да се борат, да издаваат часописи, да издаваат вестници, да пишуваат протести и све тоа имале свое окружување, свои луѓе равни на себе. Погледнувајќи го ова, гледаме една традиција на соработка на таа, мислам, не е само воена империја со која што започнал Александар да ја пласира, да ја представува македонската држава, ние имаме интелектуална империја и за таа интелектуална империја денеска во сите градови насекаде ги имаме тие споменици и ако тргнеме по площадот, ние ќе се сретниме со Гоце, со Даме, ќе се сретниме со Ченто, ќе се сретниме со Хаджидимов, али што е најинтересното, овој пат не е заборавено да се спомнат сите заслужни личности во македонската историја што го бранат македонството.
мене ми направи голем впечаток споменикот на гемиџиите од Велес. Зашто? Теророт кој што е вршен во Македонија, тој е многу силно организиран и сите спомнати дејци револуционери, сите се млади убиени околу 30 години, сите се неженети, немаат потомство, немаат синови за да ги наследат. Тие млади погинале, ги жртвувале животите, али историјата ќе ни покажи како еден по друг околу или сите тие одат. Заседите направени и убиствата извршени на Даме Груев, на Толе Паша, на Гоце Делчев се идентични, тие се промислени, тие се луѓе, македонци што на нишан се држани цело време, а тоа покажува дека тие илјадници луѓе по коријата над Крушево, што ги дадоа своите животи како жртви за Македонија, не се сами, туку е посегано баш на водачите. Околу тој период не стануваат сите македонски дејци. Кога е почнато востанието, неколку дена покасно погинаа во Солун гемиџиите. Тогаш е погинат рускиот конзул, зашто нишанет е Мисирков, а го погоди конзулот. Тоа се случува востанието почнува на 2 август, а едно по друго гемиџиите на 5, на 7, на 3 се убивани тие револуционери. За таа многу богата, неисцрпна историја, тоа ни се факти, непобитни факти, кои што одат во прилог на македонското општество, на македонската историја. Ние треба стално да го држиме тој континуитет од пред историјата. Јас тоа и го практикувам во сите мои книги, почнувајќи од големата мајка, од неолитот, па навамо, па царството, па робствата, па до денешни денови, како наследноста продолжува. И, например, сите овие мои книги, еве во оваа книга јас имам попис, веќе не ги собира една страна, јас ги третирам сите тие теми до современо искажување. Во Македонија, паралелно со афирмацијата за борбата за македонството, македонскиот јазик, македонската историја, македонската држава, започнуваат големи напади, големи клевети кон дошења, голема соработка на непријателството и внатре и од надвор, но сите како да забораваат дека ако речат антиквизација, ако речат букефалисти, ако речат романтичари, тие и не знаат за содржината на тие зборови, не прават етимологија да кажат дали тоа се однесува на македонците или не. Сето тоа истражување на нашите луѓе, на македонците денеска, со сите тие напишани книги, се доказ на непобитни факти. Еве, например, мојата книга за македонските древни ковани пари, тие пари имаат облик, калап, и тој калап пренесен е до денешните пари на кралицата во Англија и другите кралства низ Европа, на исти формат, исти профил на лице и така натаму. Али за македонските пари битно е тоа што тие ја содржат целата историја. Тоа на парите се содржи и ликот на царот, неговиот монограф, символите. Тоа се во сите тие пари, ќе го видиме коњот, коњаникот, ќе видиме шлемовите, ќе го видиме македонскиот шлем, па покасно и во пафтите и во накитот насекаде, во градбите украсени низ Македонија, црквите, манастирите, насекаде ќе ги видиме сонцата, македонското сонце,
кракото династичко сонце, али и сите други реплики на сонце кои што се аплицираат по уметничките дела насекаде околу нас. Парите ги содржат символите на писмото. Таму го има Васил Ил, ваше сонце се обраќа кон царот, и Василев не значи базилика, базелиус, како што сакаат да го прикажат дека е тоа некаква латиница и римско достигнување, туку тоа се однесува насловот на македонските цареви, не само на Филип, на Александар, на покасно на Антигоните, на сите Хераклиди, на Птоломеите. Тоа продолжува и на Константини во македонската византиска династија, која што го задржува и обликот и символот. Тамо ќе го најдиме и сонцето, ќе ги најдиме на парите, сите битни содржини на писмото, на буквите, на имината на царовите, може да се идентификуваат и годините и да се напише само од парите во една книга, може точно с фактите да се извлечат и да се каже што е вистина, што е Македонија и каква е. Денешните македонски пари се најубавите пари во светот, кој што во внатре апликациите ги имаат сите древни символи, и тоа на разни градби, на разни символи, украси најдени по музеите. Многу битен факт, тие факти за Македонија, можеме да ги најдеме по сите ископини на македонските древни градови, што имаат име, положба, се најдуваат во определено место на царството, и тоа не само на едно место, тоа се театрите, статуите, мермерните фризеви на сите останати подземни градови што археологијата денеска ги ископува не само на овој дел во Македонија, ами низ целата Европа, на античка Македонија, се до Хималаите, се до Инд, се до азиските земји во Африка, околу Средоземјето и низ Европа. Влијанието на македонските факти, на македонските уметнички дела е очигледно, и денеска во светот, ако се прават анализи, точно може да се види и да се знае што е тоа превземено од македонската култура. А сега определени, кога би земале за таа историја, се присвојува Александар најмногу, тој им припаѓал на сите. Прво е македонец, после тој им припаѓа на сите, зашто на сите им дава писмо, сонце, култура, докај што поминал и изградил градови, патишта, и не само Александар, тоа го направиле Лизимах, Антиохите, го направиле Селеукидите, го направиле македонците во сите континенти, докај што стапнала македонската нога, оставила факти. И многу интересно тоа што денеска некои народи многу подалеку од Македонија во Азија, како што се индиците, како што се хузите, како што се калашите, македонски племина, останати од потомството на македонските градови, гранети по рабовите на секаде низ македонската тогавашна империја, ги оставиле потомци што до ден денеска тие на некој начин ја задржале целокупната македонска култура, писмено создање, изглед и зборување. Например, во еден разговор со индици, конкретно
Јас бев во Торонто пред 5 години и тамо на свеченоста во црквата излезе од Индија еден, сик облечен во индиска носија, рече: "Добро вечер, македонци, јас сум македонец по женска линија и јас сум потомок на фалангата, зашто нашите баби, нашите мајки се женеле со принцевите и војниците на Александровата војска. Ние сме потомците што се чувствуваме македонци." И интересно е дека во Индија, во основните училишта, во учебниците задолжително се изучува Александар Македонски, неговиот поход и целата таа историја и доприносите што тие ги имаат направено за големата индиска држава. А во Македонија не можеме ние денеска да ја кажеме вистината. И сите тие фелтони, сите книги, сите написи, сите трибини, сите искажувања што ги правиме, стално се најдуваат некои кои што вршат оспорување, а тоа оспорување е само со една иста цел, да може некој да го приграби, да се прикаже како македонец, а такви примери секојдневно сегде ќе ги видиме не само во соседските земји, ами и многу пошироко. Фактите за Македонија. Тие не се неми, тие ја раскажуваат вистината и нив ги има. Јас ги презентирам во повеќе тие книги. Например, овие се книги кои што минатата година ги издадов. Овде зборувам во Ксантика за древномакедонските традиции. Ги опфаќам сите тие прослави, дека Ксантика е празник на македонскиот народ и на фалангата, кои што на 1 март со мартинките, со боите, со приредбите, со свечаностите почнува, зачекорува македонскиот народ. Во пролета започнува нова светлина, започнува енергија, започнува будење од зимските соништа. А за тоа пак ни се многу значајни астрономските постројки низ Македонија, кои што пред 4000 години и повеќе ни даваат докази дека на вистина Ксантика се одржувала и тамо постојат маркерите дека сонцето кога паѓа, светлината на тој ден на определено место се прославува, зашто тоа е гаранција за почита кон лебот, за тоа дека треба да се почне работата со земјата, за да не се случи да се прескокни тоа и леб да чекаме дури идната жетва, идната година и да го донесиме народот во искушение. Точно затоа постојат многу школи, постојат многу науки. Татко на сите науки е Аристотел, македонец. Јас во книгата за Аристотел имам покажано кои се неговите другари, кои се неговите предци, кои се мислам составен дел на македонската династија како лекари. Не можел Аристотел одеднаш да ги формира сите науки, логиката, природните науки, па математиката, па и астрономијата, и астрологијата, и географијата. Се това во школите, гимназиумот, лицеумот, тоа се симпозиумот, советувањата кои што се правиле, музеумот, во музеите се чувале тие постигнувања и уметнички дела. Тоа значи за секој вид, за секој дел постоел видови на школи, а тие школи многу е значајно што ги оспособувале генерациите и тоа со посебен буџет од државата, кој што се доделувал за да може да се образуваат царските во лицеумите. Лицеум е воена школа и тука учеле принцевите. Гимназиумот е
науката на граѓанството на творците. Музеите ги собирале тајфите на уметниците, на творештвото, кое што се предавало од генерација на генерација, од татко, од дедо, од прадедо, на синовите, на внуците, и тоа трае на исти начин до ден денеска. Кога зборувам за сите тие факти, вака разработувани, вака фиксирани, покажани, сметам дека постои надеж денеска во современите музеи, во современите пронајдоци на археологијата, да се потврди сето тоа што како визија пред 20 години македонците започнаја да го искажуваат. И тука треба не само да се кажува за постоењето на македонската уметност, македонската наука, македонската фаланга, македонските цареви, дружењето другарите народот, туку треба и да се обелоденуваат злосторствата против народот, кои што почнале уште од предисторијата до денеска, кога прв пат човек убил човек за да го ограби. Денешното ограбување, кое што ни се случува во Македонија, како никогаш предходно, разни несреќи, сето тоа се должи на разни аспирации, на несовесност, на штети, што ги придржуваат луѓето. Но тоа не значи дека фактите, книгите, согледувањата, доприносите, дека генот македонски секаде вклопен кај другите народи нема да обстани. На ваков начин може да се каже Македонија навистина е вечна.